Членки на Европската Унија посочува дека Македонија мора да испорача борба со високата корупција за да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија, а октоподот на власт во Македонија бара можност да бидат забошотени скандалите Рекет 1, Рекет 2 и сите останати рекети кои што ќе следат и веќе следат и се отвараат нови обвиненија. Рекет 2 почитуване е класичен случај на висока корупција во кој што, според кривичната пријава и сведоштва на оштетената страна, владини функционери спречувале странска компанија да инвестира, да купи домашна компанија, постои сомневање за рекетирање, сомневање дека државни функционери наметнувале кому да биде продадена домашна компанија, постои сомневање за злоупотреба на позиции на институции како обвинителството и управата за финансиско разузнавање, поведени чисто од лукративни причини. И истрагата на обвинителството за тоа тапка во место или молчи, иако според законите и според нормите, заради јавниот интерес, може да информира како тече истрагата и дали во неа се опфатени високи државни функционери. Згоре на тоа почитувани Зоран Заев се уште не ги дава Ден Дончев и Венко Филипче, не дава и не бара нивни оставки, не се дозволува колку толку кредибилна истрага од обвинителството. Додека се на функција и двајцата, и Дончев, и Венко Филипче можат да влијаат на докази, можат да влијаат на сведоци, можат да вршат слични злоупотреби додека истрагата тапка во места, да вршат притисок врз други домашни компании, да одвраќаат други странски компании на штета на здравието на граѓаните на Република Македонија. Ниту власта се откажува од нив, ниту пак обвинителството тоа го бара од нив. Напротив, Заев лично посведочи дека обвинителството наместо борба со високата корупција, корупција на именуваните и избрани функционери, ја известува власта за своите сознанија и за своите намери. Почитувани Зоран Заев, Ден Дончев и Венко Филипче практично ги признаа наводите во кривичната пријава за Рекет 2, признаа дека спротивно на нормите пред странските инвеститори наводен криминал и истрага за него пред воопшто таа истрага и да започне, што се толкува како намерно лажење, се демантираат па се признаваат контакти со Зоран Милевски Кичец, лицето обвинето во Рекет 1, се признава дека финансиите добиени од продажбата на приватна компанија се замрзнати речиси цела година, а нема резултат од наводната истрага за нејзино криминогено работење. Почитувани во недостаток на информации, јавноста со право се сомнева и прашува за месечни транши за рекет, пред да биде извршена продажбата, се сомнева за рекетирање на бизнисмен по продажбата со барање на дел од исплатените пари од продажбата, се сомнева за вистината за постоење на благаник со брада во Струмица, каде што завршувале, како што се вели, месечните рекетирани исплати. Се сомнева во декларираните намери на октоподот да предупредат и дека за тоа стои криминал и корупција. Ова не е случај кој што може да остане забошотен и без влијание за перцепцијата на државата и за системот. Се работи за компанија која што е шведски гигант во здравствените услуги, за тоа се запознаени и дипломатскиот кор во земјава, запознаени се меѓународните институции, запознаени се и пишуваат и странските медиуми. Почитувани, Македонија мора да расчисти со октоподот на власт, мора да се преземат вистински зафати во обвинителството, мора да се урне таа спрега на октоподот, бидејќи се друго води кон натамошна девастација и уништување на државата и осиромашување на граѓаните. Потребна е обнова на Македонија, избори се неопходни за Македонија, фери демократски избори мора веднаш да бидат распишани. Ви благодарам.